Кога градинарството представува ваше хоби, зошто не би пробале да го направите што поавантуристичко? За да не настане забуна, под авантуристичко градинарство се подразбира градинарство во зимскиот период од годината. Навистина е многу интересно да се видат свежи малечки зелени лисија кои излегуваат од стебленцата во околина која е сосема покриена со снег. Со цел да не се запостави вашето хоби и во зимскиот период, еве неколку совети за кои се надевам ќе ви бидат од корист на сите вас. Идеално време на садење на зимските растенија е во лето. Тоа е со цел да им овозможи време да станат доволно силни и отпорни на острите зимски температури. Доколку имате соодветен простор со доволна топлина, можете да одгледувате летни растенија, домати или тиквички во зимски период. На тој начин, за зимата можете да одгледувате брокули, зелка, краставички, зеле, карфиол и така натаму. Слободно можете да ги насадите во месец јули и да ги берете во доцната есен, или пак, доколку сакате да ги одгледувате во зимскиот период, насадете ги во септември и гледајте ги резултатите во зима или рана пролет. Слично, лукот и празот припаѓаат во оние култури кои се едноставни и лесни за одгледување и во студено време. Доколку пак сте гурман и сакате да одгледувате растенија кои се користат за правење на вашите омилени салати, тогаш во зимскиот период можете да одгледувате марула, спанач, цвекло, моркови и така натаму. Доколку пак сакате да подобрите почвата или да ги одгледувате растенијата без опасност од разни треви, можете да засадите во посебни услови кога растенијата се покриени со одреден материјал. Некои од растенијата се садат во пролет, но некои во зима. Популарниот граф е едно од растенијата кое може да го одгледувате во зимскиот период на овој начин. Додека пак постојат растенија, особено некои видови на зелка, кои можете да ги одгледувате преку зимскиот период без потреба од заштита. Имено, оние растенија кои им треба заштита во зимскиот период, може лесно да ги заштитите доколку ги покриете. Можете да купите специјален најлон или пак да направите сами покривка од обичен најлон. За да направите сами, треба покривката да има посебна форма во вид на ѕвоно. Најпрво, морате да поврзете една цевка во вид на круг околу растенијето и малку да ја подигнете. Потоа, да го покриете растенијето со пластичен најлон и на врвот да биде повисок, со цел да му се даде повеќе простор за растење. Тоа секако дека ќе обезбеди заштита за време на зимскиот период, но имајте во предвид дека на екстремно ниски температури, иако покриено, растенијето ќе биде изложено на ризик од мрзнење. Во секој случај, најдобра зимска заштита на секој растение е прекривка од ѓубриво. Имено, ѓубривото обезбедува минерали за растенијето, додека пак улогата во вид на покривка ја штити почвата од брзо замрзнување. Исто така, можете да го измешате ѓубривото во почвата и да го насеете семето од озгора. Како совет, не ставајте премногу вештачко ѓубриво богато со азот, со што непотребно би го забрзале растот на растенијето. Со тоа растенијето кое побрзо е пораснато, пребрзо би се ставило на ризик кога температурите нагло ќе паднат. Покрај се, постои еден недостаток поврзан со начинот на кој се прекриваат растенијата со цел заштита од студ. Тоа им создава топли и влажни услови и на тревите, кои не се пријатели на вашите растенија. Останува да уживате во вашите омилени растенија, кога зимските температури ќе дојдат во вашата средина. Гледај Гарден Клуб за доброто на твојата градина.